Почитувани присутни, врз основа на член 48.1 од Законот за локална самоуправа и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево, ја отварам свечената седница на Советот на општина Пехчево на ден 7 септември 2022 година со следниот дневен ред. Поздравен говор на градоначалникот и презентација за реализираните проекти и активности на градоначалникот на општина Пехчево заедно со општинската администрација. Настап на децата од детската градинка 7 септември Пехчево, рецитал на младите членови на рецитаторската секција при општинска установа Матична библиотека Кочо Рацин Пехчево, рецитал на возрастните членови на рецитаторската секција при општинската установа Матична библиотека Кочо Рацин Пехчево, доделување на благодарници. Пред да поминеме на точките од дневниот ред, дозволете ми да ве поздравам и да ви се заблагодарам за вашето присуство. Почитуван градоначалник на општина Пехчево, господин Александар Китански, почитувани советници при Советот на општина Пехчево, почитувани директори, почитувани представници од политичките партии, почитувани граѓани на општина Пехчево, драги гости, добар ден и добро ми дојдовте на свечената седница на Советот на општина Пехчево по повод ослободувањето на градот. Нека ни е честит и вековит денешниот празник 7 септември, празникот на нашиот град, и нека ни е честит и утрешниот празник 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Го повикувам градоначалникот на општина Пехчево, господин Александар Китански, да земе збор, да ви се обрати и да ве поздрави. Почитуван председател на Советот на општина Пехчево, господја Виолета Ѓорѓиевска, почитувани советници при Советот на општина Пехчево, почитувани претходни градоначалници и претходни председатели на Советот на општина Пехчево, почитувани директори и останати присутни гости,
Добар ден, да му дојдовте на свечената седница на Советот на општина Пехчево по повод денешниот празник 7 септември, денот на ослободувањето на нашиот град. Со големо достигнување, пред да се оствари е само сон. Слободно Пехчево било сон за многумина кои учествувале во неговото ослободување, а за генерациите после неговото ослободување и за нас е јавен. Денес, општина Пехчево е една современа општина во која живееме, работиме, креираме, создаваме за нас, за нашите деца и генерациите по нив. Живееме во една општина во која многумина би сакале да живеат мирна, тивка и чиста. Точно е дека и после големиот труд и после големите напори, може би се уште не остигаат многу работи за да бидеме просперитетна општина и соодветно место за живење за младите генерации кои ќе ги остваруваат овде своите соништа. Но јас верувам дека со заеднички сили, сите заедно, ако се потрудиме, ќе успееме многу и ќе го зачуваме она што не поставили нашите предци и она за што се бореле нашите борци. Во оваа неполна година од мојот мандат како градоначалник на општина Пехчево максимално се залагам за реализација на наметените проекти од предвидената програма која се моја визија за подобро и по-убаво Пехчево. Сите ние заслужуваме да живееме во здрава животна средина, да имаме економски силна општина во која нашите деца ќе имаат услови за квалитетно воспитание и образование, да имаме соодветна здравствена и социјална заштита и да бидеме препознатливи по културните и спортските достигнувања. Ја ќе се потрудам заеднички со сите вас да ја вратиме светлоста на општината и да бидеме горди граѓани на општина Пехчево. Почитувани гости, драги сограѓани, денес Пехчево го слави своето ослободување. Чест ми е да ви го честитам денешниот празник, да ви го честитам патрониот празник на децата и на сите вработени во детската градинка 7 септември, а воедно ја користам оваа прилика да ви го честитам утрешниот празник 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам, градоначалник, а сега да го проследиме наставот на најмалите, а сепак најголеми по возраст во детската градинка 7 септември Пехчево, кои денеска го слават роденденот на својата градинка и ја користам оваа прилика да им го честитам роденденот и празникот на децата и на сите вработени во детската градинка и да им посакам многу успеси. Повелете, дечки. Oro da
убава гледка, единствена природа, хоризонт со чемпреси, буки и по некој сончев зрак, разиграни водопади од утро до мрак. Мојот роден крај на истокот што се гнезди, Пехчево се вика и за секоја убавина има своја слика. Пехчево е рај за сите, тука среќно минат дните, честни лица, луѓе добри, малешевци, храбри, горди. Пехчево е град наш славен, што за јунак чува спомен. Ванчо Китанов, наш херој, што за градот наш се борел. Ако сакаш ти да дојдеш, нема патот да го сгрешиш. Боров мириске те води до Пехчевски водопади. Дојди во Пехчево, ке те носам на водопади, пешето ме низ гора и нема да ти здосади. Дојди во Пехчево, ке одиме на равна река, таму птиците пеат, а тревата е мека. Дојди во Пехчево, ке го видиш и црник, ке ти замислат бабите превкусен зелник. Дојди во Пехчево, ке се возиме на зип-лај, така од години ке се качиме и на комбај. Дојди во Пехчево, ке се качиме на Ченгино кале, ке ја видиш и Бугарија и ке викаш мале, мале. Дојди во Пехчево, ке подишиш воздух чист, што замириш од тука, нема да си ист. Дојди во Пехчево, вкусни јагнина да пробаш. И сладок сок од дворот да се напиеш мораш. Дојди во Пехчево да видиш убавина. Тука си ке знаеш, кога ќе ја поминеш, умлена. Нека ви е честит денешниот празник, 7 септември, ослободувањето на нашиот град, со желба секоја година да го прославуваме во поголем број и никогаш да не го заборавиме овој ден кој е многу значаен за сите граѓани на општина Пехчево, а најмногу за нашиот град. Од името на библиотеката, од моје лично име и од името на моите соработници и рецитатори ви го честитаме и утрешниот празник 8 септември, независноста на нашата држава. А сега ќе ви се представиме со еден рецитал посветен токму на нашиот град и на правоборецот Ванчо Китанов. Во овој празничен ден празнуваме две чествувања. Во чест на правоборецот Ванчо Китанов и уште едно чествување, ослободување или еден роден ден. Денес го празнуваме ослободувањето на нашиот град, на нашето Пехчево. Но не смееме да ги заборавиме и спомените од минатото, во кои го гледаме неговиот лик. Премногу сме млади да се сеќаваме на оној миг, кога тој се родил и растел под пасувите на Пехчевското поднебие, кога гордо чекорел во прекратките на смртта. Не го познававме Ванчо Китанов. Патиштата на нашата младост и неговиот пат се разидуваат. Не го познававме Ванчо Китанов, но како да беше близу до нас. Од нашите дедовци слушнавме за него, за неговата убавина и храброст, за неговата пожртвуваност и младост. Одамна те нема на оваа земјина шир, но високо, дури до облаците, во кругот над звездите, како невидлива точка, се чувствува неговиот хир. И во овој свето,
празничен ден, гордо ќе речам, Ванчо Гитанов, почивај во мир. Но во овој празничен ден празнуваме еден роден ден, роден денот на нашето Пехчево. Те сакам, граду мој, зашто си така малечок, топол, убав. Зашто тука некаде на кејот лежи и моето детство. Се кријат детските чекори и сите наши игри. Во тебе е собрана сета љубов што ја посакуваат. Во тебе се топи снегот од нашата топлина. Се ради и допирот од нашата убавина. Во тебе, градче, сум и јас, и ти, но и сите останати. Дишеме со секој дел од овој град. Го обожаваме дури во лето врелиот асфалт и мирисот на жалната врба, која некогаш беше наше собиралиште, а денес само празно стојалиште или можеби почивалиште. Те сакам Пехчево, зашто само ти ја нудиш она прекрасна тишина на зајди сонцето, во која се пронаоѓаме и во која уживаме. Само ти ги имаш оние мугри кои нудат смиреност и необично чувство на исполнетост. Те сакам Пехчево, зашто тука го започнав моето детство. Тука ја доживеав мојата младост. Тука сум љубела, сум плачела, сум ја доживеала првата победа, сум го почувствувала првиот пораз. О, роден граду мој, мелем за душа си рајска градина. Каде и да одиме, секогаш ти се враќаме со многу радост, зашто ти си сепак градот на нашата младост. Во срцето на секој пехчевец Иста радост трепти, иста љубов цвета, како убав цвет. Пехчево наше, Пехчево мило на љубаво градче на сиот свет. Има во светот многу градови богати, но како тебе, Пехчево, нема убави. Затоа честитки топли, честитки безброј од секого прими денеска ти. Сите луѓе иста желба шепнат со тревожен глас. Нека ти е честит овој празничен час. Каде и да одиме, пак ќе се вратиме. Тука се родивме, тука и ќе остариме. Општина Пехчево доделува благодарница на Ѓорги Јанакиев за дадена донација за реновирање на црквата Свети Петар и Павле. Го повикувам Ѓорги и представникот на неговото семејство да дојде и да пријде благодарница. Општина Пехчево доделува благодарница на Игор Ковачевски за дадена донација за справување со пожарите. Го повикувам Игор или представник на неговото семејство да ја подигне благодарницата. Општина Пехчево доделува благодарница на Лена Митриновска-Стратовска за личен ангажман, превод околу пожарите кои ја зафатија територијата на општина Пехчево и директен контакт со австријците кои ја донираа противпожарната опрема за општина Пехчево. Ја повикувам Лена да пристапи на сцената и да ја земе благодарницата. Општина Пехчево доделува
благодарница на Магдалена Симовска за принонес и унапредување на воспитно образовниот процес во Општинското основно училиште Ранчо Китанов Пехчево. Ја поканувам Магдалена да дојде да биде врачена благодарница. Општина Пехчево доделува благодарница на Александар Бојчевски за промоција и развој на туризмот во Општина Пехчево. Го поканувам Александар и член на неговото семејство да дојде да биде врачена благодарница. Општина Пехчево доделува благодарница на идната медицинска помош при јавната здравствена установа Доктор Јорѓе Пехчево за директно учество во справување со COVID-19. Општина Пехчево доделува благодарница на хорот на пензионерите Малешевска Кика за промоција на Општина Пехчево. Ја повикувам ръководителката на хорот на пензионерите Полуска Цингаковска да ја подигне благодарница. Општина Пехчево доделува благодарница на Културно-уметничкото друштво Јане Сандански Пехчево за промоција на Општина Пехчево. Културно-уметничкото друштво Јане Сандански работи во поддршка на Општинската установа Дом на културата Јане Сандански, па затоа ја повикувам директорката Валентина Веселинска да ја подигне благодарница. По одлука на градоначалникот на Општина Пехчево, Општината доделува благодарница на противпожарното друштво од Петердорф, Австрија за донација на противпожарна опрема на Општина Пехчево. Поради тоа што денеска не беава можност да присуствуваат на оваа свечена седница, благодарницата ќе им биде дадена дополнително. Општина Пехчево доделува и благодарница на Благој Механџиски за развој на заедницата во Општина Пехчево. Го повикувам собственикот ако е присутен, господин Благој Механџиски, да пристапи да ја земе благодарницата. Општина Пехчево доделува благодарница и на ресторани и апартмани Тропик Пехчево за промоција и развој на туризмот. Поканувам представник да пристапи на сцената и да ја земе благодарницата. Ги поканувам сите кои што добија благодарници да пристапат на сцената да направиме една заедничка фотографија. Благодаря.